nek ide da ugaši ringišpil, njega ne znaju ga ugasiti 20 minuta vrti. Pa dobro bе, vikam, zašto ste napišali togaš дека давате резултати меѓу 1 и 2? Така бе, дечко, ние даваме резултати меѓу 1 и 2, ама ако се стигнати и ако ги донесат. Кога не се стигнати и кога не се донесени, ќе си доеш следниот петок од 1 до 2. Абе, викам, ова има муж дома или одамна го има пратено у Бардовци? И тама ја да отерам у 300 пички мајчини, еден позади мене пациент вака ми прави, јас се вртам, он ми се бувна улица и ми вика: се извинувам, ова е шалтер за мокраќа? Не му викам, ова е шалтер за тренирање нерви. И он опцу се сврти и си замина. Ја тргнав по него, али оваа сестрава позади ми вика: господине, почекајте, вашите резултати туку што пристигнаа, дојдете да си ги земете на шалтер. Ако сте задоволен од нашата услуга, притиснете на црвеното копче. Ако сте делумно задоволен од нашата услуга, притиснете на жолтото копче. А ако воопшто не сте задоволен од нашата услуга, во што јас не верувам, стиснете на црвеното копче. Мрш пиздати матер. Ги земав резултатите, искочив надвор, ги проверувам крвта, бели, црвени крвни зрнца, хемоглобин, седиментација, све уред. Тоа мокраќата чиста, кој да сум пиел варикина пред мочање. Проверувам брис од грло, од нос, нема изолирани патогени бактерии. Брис од грло, опа, тука застанав. Читам и не ми се веруе. Викам, го наебав. Ешерихија коли. Абе, викам, еднаш излижав погрешен сладолед у животов и отидов јабана. Бати херојот. Шо ќе му кажам на Свети Петар горе кој ќе ме праша од шо сум рикнал? Шо ќе му кажам, бе, живи срамотилоци, бе? Свети Петре, ја рикнав од лижање сладолед. Абе, човеков ќе се утепа од смеење, бе, недела дена нема да врши прием од рајот, у рајот што ќе се клешти, бе. Како, од шо рикна? Викам, од лижање сладолед на кој што капеше вода од еркондишено, кој што се какаа гулабите. Ајбе, не јади гомна. Вика, го гледаш оној тамо? Викам, го гледам и шо? Вика, он имал 15.000 жени. Од 15.000 првата фатил сида и умрел. Бачиште невидено. Херојска смрт. Него, вика, му давам бенефициран престој у рајот и дозвола за споменик на кој плоштад сака у Македонија. Вале ќе му го прави за 600.000 евра. Ситно. А вика, го гледаш оној другиот. Шо бе, му викам тој? Вика, тој 3000 пути скокнал со падобран. Имал 20 жени, 10 мужи, 3 магарици, 2 овци, 1 кобила. Му се родиле 20 деца. 3001 пут не му се отворил падобранот и умрел ко фраер, бе. А не, ти си умрел од лижање сладолед на кој што капела вода од еркондишено, кој што се какале гулабите. А иди бегај. На тоа ми текна ја кога искочив од таа државната лабораторија и кога прочитав у резултатот дека ми е изолирана Ешерихија коли, или што би рекол Берлускони, бактерио молто популаре. И ја така испаничен трчам кај оваа матичнава, влагам, она ми вика: кај си бе ги донесе резултатите? Да не има нешто. Викам, како ме праша, као одидам од породилно. И ги оставам резултатите, она ги гледа, вака ги листа, и вика: да, добро, супер, чисто, одлично, браво, така, убаво, здрав си. Абе, од каде кај тебе е Ешерихија коли? Викам, како ми рече од каде кај мене е Ешерихија коли, како да ме виде у Мерцедес кабриолет, па од кај на мене Мерцедес кабриолет. Абе, викам, ова е шлакната, бе, шо да и кажам, бе? Сум јадел говнама, сум јадел говна и тоа од голуб, да немаш нешто против? И таман тогаш ние да се фатиме за гуша, она мене вака ми го фрла резултатот и ми вика: не можеш да имаш ти Ешерихија коли, бе. Ови у државново појма немаат. Како, бе, појма немаат? Нели ови у приватново немаат појма? Не, бе, вика, не може да имаш Ешерихија коли, да имаше, вика, Ешерихија коли, вика. Па ти сега ќе гореше температура, вика, ќе те тресеше треска. И тука малце мене ми падна камен од срце, али ја гледам докторкава, вака се потпрела и ме гледа. Абе, да не си ти обратен? Викам, шо?
Да не си двоцевка. Молам? Педер бе, педер, да не си педер. Па си го примил анално, па после си го лапнал орално. Па ако си го лапнал орално, си лапнал и од тоа ешерихијата коли. А мене ме мавтосуеш тука со сладоледи гулапчиња. Си лижал ти сладолед, ама од некој друг вид, од некое твое другарче гулапче, признај. Чекај бе, викам, не сум педер, не сум онадел ништо со месеци, ешерихија коли у грло. Не се секире, вика, оди сега да правиш втор бриз. Ако пак се покаже ешерихија коли, вика, да ти препишам антибиотик. Еве ти упат, оди во приватната. Аман бе, викам, оваа била кому иде бе. Кај сега причава дека овие од приватната ги носат примероците у државната. Мора вика, мај бегај, шо ќе се расправам со оваа, дај да одам кај што ме праќа да си извлечам поволен резултат за себе. Оти како викаат? За животот се работи. И јас право у приватната лабораторија, тамо влагам и го сретнем другар ми Лютви. Ја мислев дека он учи медицинско да стане лекар, али него не му се учело, па стана лаборант. И болje што стана лаборантот и да станеше лекар, немаше да може да ми помогне. И он мене ми зима бриз, ми вика, ќе доеш за 2 дена, ја тие 2 дена не знам како издржав дома, дое братучет ми да ме вика на сладолет у Палма, ја само кога слушнав сладолет ми идеше да го исчукам тука. Али дојдов после 2 дена нормално, не меѓу 1 и 2, него кога сакаш си одиш у приватно, можеш за Бајрам, за Нова година, за Велик, кога сакаш си одиш. И ја чекам таму у таа чекалната, ете ти го Лютви од една страна, трча и ми вика, ништо брат. Викам, сум ја ебал утката у голубарни, како вика нишо. Или ништо не направил, или спортски кажано, резултатот не е у моја корист. Ништо, брат, ништо. Немаш ништо. Како бе, викам, немам ништо? Така бе, брат, овие у државна лабораторија зебале работа. Имало некој смотан лаборант, него му паднале тоа бризови доле на патос и све се контаминирал. Меѓу тие бризови што му паднале доле на патос бил и твој бриз. Али не бил само твој бриз. Меѓу тие бризови бил бриз и на еден наш познат политичар у парламент. И така цел свет разбрал да познат политичар има ешерихија коли у грло. И тие негови колеги у парламент почнале да го дупат, да ешерихија коли у грло му и од многу јадење говна у говорница. Па овај политичар многу се изнервирал, се вратил назад у тој државна лабораторија и почнал да се дере. Че ви ебе матеру пичка со калашников, од кај на мене ешерихија коли у грло. Па овие морале да му прават втор бриз и му направили втор бриз и така се дознали за тој скандал што паднале тие бризови од тој смотан лаборант доле на патос. Леле, и од среќа пајдушко ке заиграв. Почнав да го љубам Лютви и така весел си одскокав до дома. Ама ете, радоста кратко ми траеше. Пошто за она што се случи после, навистина не би му го посакал на никој. Ми расцветаа хемороидиве. Вие секој знае што се хемороиди? Не метеори. Хемороиди. Сите знаеме, така? Па нормално, кој си има, тој си знае. Како и да е, за оние што не знаат, вака ќе кажам. Американците хемороидите ги викаат pain in the ass. Или у превод би дошло досадна болка во газот. А ние си ги викаме... Шо има сега ја тука да ви ги дефинирам, која можам да ви покажам, која више гледам. Уствари, најболje да не ви покажем, пошто како викаат, една слика збори поише од 1000 зборови. Само што ја немам ваква звездичка позади. Да продолжам со приказнава. Значи, кој еднаш ке тргнеш по доктори, нема одвикнување. Еднаш ако се навикнеш на бело, одвикнување амин.
Па се смееш ти таму горе. Ова за Белова. У депо на МВР да не работиш. Како пеа тамо? Бело, бело, шмрка мрва цело.